Стадион. Емисија за вашата вистина. Го имаме Јупчо Ристевски на линија, професор. Да. Антрополог, Институт за етнологија и антропологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Член на мешовитата историско-образовна комисија Бугарија, Македонија. Професор, дали се слушаме? Добар ден, да, се слушаме. Вие сте член на комисијата, ајде кратко информација од прва. Според тоа што јас го имам како сознание, сега во септември ви очекува нов состанок. Се подготвувате ли? Најпрво сакам да кажам дека малку ми е жал што не бев таму присутен, па овој разговор да имаше во најмала рака две димензии, зашто за сега се слушаше сега само едната, да речем, страна, а за целото време беше прозивана и комисијата, а јас сум сега еден член незин, а инаку сум дел од академската заедница и би било многу добро да можеше да дискутираме, да речем, за многу од овие прашања кои што се отворија на некој начин во еден паралелен процес, односно да имаше еден диалог во целиот тој разговор. Но како и да е, мислам дека... Ви ветувам во некој од наредните емисии, ќе ве поканам само со вас, ќе разговараме, а ќе го вклучиме Панов, например. Заради некоја равноправност. Повелете. Да. Во основа сакам да кажам дека најпрво сите овие прашања кои што се дебатираат, се дискутираат во нашето општество, во нашата јавност, јас ги сметам како антрополог за еден голем придонес кон растењето, зрењето на јавното мислење и нашиот однос кон сопственото минато. Тоа го говорам како антрополог, како етнолог, не како историчар. Јас во тој сегмент не би можел да на равноправно ниво да дискутирам со колегата Панов. Меѓутоа можам да кажам дека за сегментот кој што се дискутираше средновековието и делот за Самуил, ние како комисија најодговорно и најпрофесионално разгледувавме, зедовме во обзир резултати кои што се пишувани кај нас, кои што се пишувани во странство, се консултиравме со многу специјалисти. Неговата нова книга за која што јас му честитам е еден од ретките светли примери кои што македонската историографија успеала во последниве години да ги објави, најпрво како што беше спомнато на англиски јазик, а потоа на македонски. Тоа кажува нешто многу подруго од она што досега се случувало кај нас, зашто кога ќе ги правите еден преглед на литературата што е напишана за Самуил или за периодот за Византија и периодот на Самуил, може да се види дека бугарската историографија на светско ниво се наметнала многу повеќе отколку што тоа го направила македонската историографија. И во таа смисла неговата публикација сега мислам дека се даде едно ново светло и ние можам слободно да речам дека ги имавме во обзир ставовите што се таму изнесени и тоа мислам дека, иако може би сега не е ред да го кажам, тоа ќе се покаже во препораката што ќе биде направена за само за учебниците. Овој текст што е направен досега беше дел од препорака за некакво заедничко чествување што може да се случува на одредени јубилеи и годишнини, кој што во основа треба да го каже, да каже зошто современите нации, македонската и бугарската, имаат одредено споделено или заедничко минато, бидејќи во современото сеќавање тие на некој начин се подпираат на традицијата на Самуил. Во препораката, да речеме, што ќе биде за Самуил, како и повеќе други препораки кои што ќе бидат учебниците и за македонските, и за
бугарските учебници, таму се водиме од принципот на мултиперспективноста и јас тука би можел да дебатирам малце повеќе и со колегата Панов, кој што некако вика, кога се зборува за националните истории, дека треба да се избегнува. Јас мислам дека напротив, во антропологијата повеќе од 30 години веќе мултиперспективниот пристап нуди многу добри решенија, особено кога имате сопоставени или спротивставени наративи. Знаеме сите ние како се создавани историските наративи. Да не заборавиме дека ние повеќе од 70-80 години, како што Бугарија повеќе од 130 години, колку ги имаат образовните системи како држави, ние како дели на Југославија, потоа како независна, поминувавме низ многу сложени процеси на одредени ревизии на тие наративи. Можеме само да се присетиме во последните 30 години какви силни промени се случија по однос на наративите. Ние не сме никаков исклучок и тоа јавноста мора да го разбере. Македонија не е никаков исклучок по однос на тоа. Тоа се случи во Бугарија, зборувам по распаѓањето на социјалистичните режими, така, се случи целосна една ревизија на историските наративи, на етнографските природи кон минатото и така натаму. Беа објавени огромни едиции, бугарите, не знам, цивилизатори на Европа, србите народ најстар, хрватите своето потекло го побара во некакви ирански... Да, зборуваме за тој историски национален романтизам, како да го наречем, да. Ама тоа влијаеше на едно силно ревидирање на историографскиот, па и воопшто на националниот, етничкиот и националниот наратив. Кај сите нас тука. И ние мора тоа да го на некој начин најреално, најсвесно да пристапиме кон тоа. И сега да ова го третираме како некаков тотален крах, што сега се случува. Јас не можам да речам дека целата работа на оваа комисија се случува во еден исклучително сложен политички контекст и дека тој контекст и усложнува работите. Нели, комисијата на некој начин често пати се злоупотребува, често пати се инструментализира. Ние колку се трудевме тоа на наша страна да биде по, да речем, смирено во бугарската јавност, се сеќавате дека повеќе од 3 години тоа има буквално дневна политичка основа. Значи тие на Па еве сега и амбасадорот Панајотов во Вашингтон интересен е. Тоа мора ние да го разгледуваме. Еве, антрополози имаме, колеги имаме, политиколози. Тоа веднаш се дискутира на ниво на почеток на предизборна кампања во Бугарија. Кај нив започнува предизборната кампања. И ние овие месеци ќе слушаме многу работи за кои што... Професоре, само да ме прашам за новиот состанок, да ми кажете, имате ли дневен ред утврдено? Официјално мислам дека не сме добиле се уште дневен ред, но мислам дека нема да има никакви отстапувања од тоа што досега течеше. Се уште разговараме за препораки за учебниците, во кои што се дискутираат прашања од средниот век, значи тоа не е до крај завршено. И вториот дел од работата, тоа е прашањето за евентуално постигнување на текст платформа за предлог за заедничко чествување на Гоце Делчев. Кратко да ми кажете, изјавивте еднаш дека не сте баш толку оптимист како председателот и како преседавачот Ѓорѓиев за Втората светска војна. Видете, оптимизмот произлегува од многу околности или песимизмот. Јас од самиот почеток кажав дека комисијата во ваков состав како што е од едната и од другата страна не нуди голем оптимизам. Зошто го велам тоа? Затоа што од
страната на колегите од Бугарија имаме еден целосно класичен пристап на читање или разбирање не само на историјата, тука еве не сакам до крај да навлегувам, но едно целосно класично поимање на прашањето на етничноста, етничките процеси, идентитетот, и тука имаме навистина сосема различни природи, а особено различни природи имаме во разбирањето на евентуалното постигнување согласности за заеднички чествувања. Заедничките чествувања во основа треба да направат еден пробив, едно отворање на нели општествата по некакви прашања по кои што сме биле со децени заглавени. Нели ништо не е ново, дека и тие го славеле и ние сме го славеле, но никогаш не се случило заедничко. А сакам да кажам уште една работа, дека контекстите на заедничките славења се многу специфични и многу показателни во одредени моменти. Да речеме сега тоа ни изгледа на сите многу страшно, а да речеме само пред месец дена имавме заедничко чествување на официјална македонска и српска делегација, на македонска и српска црковна делегација во Прохорчински, и тоа воопшто не беше ниту доживеано толку страшно, ниту дека некој ги Никој не го постави прашањето чиј е Прохорчински. Кратко само тоа беше еден израз на добра волја, на еден цивилизацијски однос према културното, историското минато, нешто што може тоа така да се прочита. Но кога имате друга страна која што не ве признава, која што негира се што е македонско, тогаш нормално е дека ние сме сите толку многу чувствителни на овие работи. Професоре Ристевски, само кратко со ова да завршиме, да не ве задржувам. Знам дека имате средба наскоро, треба да чекате колеги некоја странство, да имате успешна средба и состаноци. Културна антропологија. Од тој аспект, имаме ли сличности? Тоа е суштината на идентитетот. Имаме ли сличности со бугарите? Кратко, не зборувам за антрополошки физикус, како изгледат јаболкници, црни, бели, големи глави, мали глави. Тоа веќе инклинира расизам, да го тргнеме на страна. Тој културен... Најдалост проблемот е токму во тоа што колегите од другата страна, бугарските колеги, историчари, не можат да го разберат тој основен принцип и општо важешко правило за антропологијата, дека ние во целиот овој процес повеќе од век македонците сакаат да бидат посебни. Македонците се посебни, различни од сите други, си ги негуваме своите вредности, јазикот, идентитетот и така натаму. И се друго може само да биде контрапродуктивно во создавањето. Така што јас целиот овој процес го гледам само како јакнење на нашиот идентитет. Да се дебатира, да се разговара, со колегите, со фелата, јавноста исто така нека дебатира, но нека читаат, луѓето мора да ги читат. Секој нека седне, еве нека ги прочита јавно се објавени препораките и нека каже ова не е прифатливо за нас како јавност и ние врз основа на тоа сега ќе го зајакнеме нашиот идентитет. Мене повеќе ме плашат или повеќе ме прават несигурен, да речем, одредени случувања во нашата јавност, во кои што наши луѓе гледаме како се вклучуваат кон одредени клубови, движења, во кои што одат по пасошите и така натаму. Јас за пасошите бугарски сум напишал текст пред 13 години, ама никој од нашата јавност не се интересираше што сме предпоставувале дека ќе ни се случува со тие, дека бугарската политика ќе го искористи, злоупотреби тој сегмент со давање на бугарски пасоши. Сакам да речам, јавноста мора добро да се информира, добро да се проучуваат сите овие прашања, нека се дискутира. Нека ги... Еве за професорот Панов,
Кратко, колеги сте, се знаете. Добро, имате ли прашање или? Ајме како не се знаеме, да. Да. Благодарам за разговорот. Стадион. Емисија за вашата вистина.